Почитувани пријатели, вие сте со нашата група во моментот додека се движиме по патеката на смоленските гробишта. Бидете дел од исчекувањето кое расте во нашите срца, во исчекување да пристигнеме во капелата која е изградена над гробот на нашата многу почитувана и возљубена блажена Ксенија Петроградска. Не би пропуштила да ви пренесам дека смоленските гробишта се од големо значење, бидејќи тука се погребани многу храбри личности од руската историја, меѓу кои за нас е посебно значено што тука се наоѓа гробот на блажена Ксенија Петроградска. Како што и самите можете да видите по километарската колона од посетители, дека ова гробно место е секојдневно посетувано низ годините и вековите наназад. Во поновите времиња бројот на посетители е толку многу големо, па со право се вели дека капелата на блажена Ксенија денес е едно од најголемите светилишта во Санкт Петербург. Инаку за блажена Ксенија нема многу документи за незиниот живот, повеќе податоци произлегуваат многу подоцна од како била забележена од многу луѓе поради започнувањето на незиниот јуродив подвиг. Првите публикации на народни легенди се појавуваат негде 1840-тите години. Инаку родена е помеѓу 1719 и 1730 година, починала во Санкт Петербург на 71 година. Датумот на незината смрт е непознат и се верува дека не била жива по 1806 година. Но не би должела премногу со раскажување. Ова е моментот кој сите со нетрпение и со возбуда го очекувавме. Долго очекуваниот момент да стапнеме во самата капела, каде што е веќе пред нас се гледа гробното место на Света Ксенија Петроградска. Во моментот се одржува молебен и секојдневно во капелата има било молитви, акатисти, молебен. Важно, цел ден тука има проток на молитви. Но би сакала малку да поразговараме за ликот на Света Ксенија. Света Ксенија е пример за безусловна љубов. Кога својот живот го поништуваш за да спасиш душата на некој друг, тоа е пример за безусловна љубов. Во нејзиниот случај, таа се поништува себе си и по смртта на мажот, кој умира ненадено, многу млад, а само 3 години биле во брак, но многу љубов имало помеѓу нив. Таа ги облекува неговите алишта, ноќта кога тој починува, станува Андреј и заминува во светот, раздавајќи све што има од својот имот. Животот го поминува во непрекината молитва и исполсништво, помагајќи јавно и многу пати тајно со цврста вера дека можно е да ги откупи гревовите на својот починат сопруг, кој го оживува, жртвувајќи го својот живот. Постојат голем број записи за чудата што се случиле додека била жива и за чудата кои денес се случуваат на незиниот гроб. Ослободена од сите земни грижи, раздавајќи го својот имот, Света Ксенија го избира за себе тешкиот пат на јуродивство заради Христа. Во 71-та година таа починува како праведник. Незиното тело било погребано на смоленските гробишта. Над гробот на блажената со текот на времето била изградена капела на која се собирале многубројни почитувачи. Денес градот на Свети Петар светло ликува, бидејќи по молитвите и за стапништото на Света Ксенија Петроградска многу молитви се услишани и многу животи се спасени. Незиниот завет, напишан на надгробната плоча, кој гласи: кој мене ме познава, нека ја спомене мојата душа заради спасение на својата душа. Амин. Возлюбени мои, се надевам дека благодата од средбата со
нашата мила и возлюбена Ксенија Петрогравска, дека и вие доживувате во овие моменти, додека ние се поклонуваме на незиното гробно место, принесуваме молитви, цвеќиња, со светнати души и лица, дека ви го пренесуваме моментот да и вие доживеете средба со неа. Како што таа ги услишува нашите молитви, јас се надевам дека секој од вас кој што ќе го гледа ова видео, дека ќе ја доживее истата радост, истата средба и истата молитвена дружба со Света Ксенија. И дај Боже, и вашите молитви, како и нашите, да бидат услишани и сите да се вратиме дома со срце полно надеж и љубов. На крајот би кажала само една мисла, што длабоко во мојата душа постои, а тоа е дека средбата со Света Ксенија е средба со нешто живо, постоечко, може би за очите невидливо, но за душата живо, видливо и вистинито. Ти благодариме, Света Ксенија, што ги благослови нашите души. Услиши ги сите молитви. Возлюбени поклоници, по милоста Божја и благословите на блажена Ксенија Петроградска стекнавме големо богатство од спомени кои ќе го радуваат нашето срце за секогаш. Слава ти, Боже!